А заедно со мене денес и културното уметничко друштво Никола Јонков Вапцаров, кои што се дојдени не само да го најават она што ќе им се случува 39 годишнината во декември, туку и еден хуманитарен настан во кој што ќе земат подршка. Заедно со мене раководителот на Никола Јонков Вапцаров, културно-уметничкото друштво Мартин Цветковски. Мартин, добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Долго време постоите и навистина многу учествувате во многу манифестации сте обоиле со фолклорот на Македонија. Ајде прво да почнеме од онаа работа која што е најактуелна и мислам дека треба да пратиме и ние еден апел до сите граѓани на Република Македонија. На 15 ноември културно-уметничкото друштво ќе одржи хуманитарен концерт за својот другар. Да го споменеме и Борче Јовановски. Кажете ми каде ќе се одржи ова, на кој начин граѓаните ќе може да помогнат за да знаат и тие да допринесат? Значи, тоа е еден хуманитарен концерт кој го организираме заедно со Средното училиште Васил Антевски Дрен, каде што самиот Борче е ученик во тоа училиште. Значи, на 15 ноември, со почеток во 18 часот во Домот на армијата на Република Македонија, ќе се одржи тој хуманитарен концерт каде што ќе се представат. Од колку часот? Од 18 часот. Од 18 часот хуманитарен концерт. Сите оние кои што ќе дојдат ќе си купат билет, учествуваат со помош во лекувањето на ова младо момче. Со средствата од билетите, значи тие средства ќе бидат донирани за Борче и ќе има штанд за донации каде што истите посетители на тој концерт ќе може да донираат плюс нешто во тие штандови за донации, нели сите средства да бидат искористени за лекувањето на Борче. Така, културно-уметничкото друштво постојано се залага и за вакви хуманитарни настани, меѓутоа факт е дека навистина учествувате на многу престижни манифестации, од каде што се враќате со многу награди. Како поминавте летово, со што ќе ни се пофалите? Летово беше доста актуелно. Значи имавме доста меѓународна активност во странство. Најпрвин заминавме за Република Бугарија со помалечките групи, потоа бевме во Република Полска, каде што достојно го презентиравме македонскиот фолклор и култура, потоа бевме во Република Хрватска, паралелно во исто време бевме во Република Грција, каде што нашата група, големиот ансамбл, беше поделен на два дела, едниот беа за Република Грција, едниот е Република Хрватска и летото го завршивме со гостување во Република Романија на фестивалот надпреварувачки карактер, каде што освоивме прво место за најдобар ансамбл во категорија 29 ансамбли од целиот свет. Сега за културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров постои од далечната 1978 година. Во декември е и вашиот јубилеј. Премногу е рано или ќе ни соопштиш некои детали на кој начин планирате да го прославите, каде ќе се случува прославата и меѓу другото на кој начин ќе одбележите оваа 39 годишнина? Оваа година, значи, завршуваме 39 години од нашето постоење. Традиционално секоја година ја организираме таа манифестација во почетокот на декември, значи, или уште поточно тоа започнува на 7 декември, тоа е денот кога е фактички стрелан самиот поет Никола Јонков Вапцаров, со тоа што на 7 декември секоја година одржуваме чествување за самиот поет, каде што говорат познати артисти, професори и имаме положување на свежо цвеќе пред споменикот на Вапцаров во општината Бутел. Останатите два дена, на 8 и 9 ќе бидат оваа година, одржуваме два целовечерни концерти со сите наши фолклорни групи. Едната вечер се помалите фолклорни групи, дечињата од 5 годишна возраст до 10 годишна возраст, 12 годишна возраст и на 9 декември завршниот, значи, концерт каде ќе се прикажат поголемите групи на нашиот ансамбл. Толку јас сега би кажал, другото би оставил понатака со пред концертот. Јас би сакала и да ни ги представиш. Денеска ќе имаме една несекојдневна можност да погледнеме едно убаво ора. Би сакала да ни ги представиш овие млади играорци, да ни кажеш од која група се и со што ќе ни се представат. Ова се дел од членовите на првиот ансамбл, значи таа е репрезентативната група на нашиот ансамбл. Може ли имиња да добиеме за јас да ги поздравам? Стефан, Милана, Марко, Ана Марија, Валентин и Кристина. Така, верувам дека младите луѓе, гледам колку се и тие млади и така, дека сепак го сакаат фолклорот. Со оглед на тоа дека постојано ни доаѓате со млади луѓе кои што и тоа како умешно ги играат овие ора, ќе се сложиш ли со мене дека традицијата си ја чуваме? Ја чуваме традицијата, значи интересот кај младите за фолклорот е изненадувачки во позитивна смисла, колку тоа они имаат интерес за него. Јас сум особено горд на овие млади момци и девојки
и на останатите членови што се. А денес они ќе се представат, значи со дел од кореографијата во интерес на времето. Пијанец се вика кореографијата, чиј што автор е Јовица Блажевски, а музичка обработка Сашо Митев. Значи таа потекнува од Шопско-македонската област или уште поточно регионот Пијанец, каде што се застапени ората Копачка, За појас, Сипната и ороводната песна Седело Ѓуредос. Така, јас ќе споменам и дека ние во заеднички разговори го споминавме и празникот Митровден. И меѓу другото за Митровден се седело дома, не се излегувало од дома. Ќе ми ја кажеш приказната, Митровден е во среда. Колку што извршив едно истражување, нели тоа што го знаеме, за тој празник немало некои посебни обичаи и собери каде што се, бидејќи се верувало дека за тој празник ги собирал сите најблиски дома во семејството, бидејќи кој немало да биде на тој ден дома, текот на таа следната година ќе ја поменал надвор од дома спиејќи по туги дворови, некое народно старо верување, и се верувало дека каков ќе биде тој ден, така ќе биде целата зима, доколку паднал првиот снег, се задржувал до месец април, доколку било сончево, целата зима ќе била плага. Такви народни верувања. Така, токму затоа одлучивме да изиграме едно оро и се разбира да ги потсетиме нашите гледачи како ни звучи, меѓутоа и како ни изгледа нашата традиција. Момчиња, девојчиња, јас ви благодарам што земавте дел и учество во Ја сакам Македонија и едве чекам да го погледнам ова оро, Пијанец, па се надевам и можеби да научам некој чекор. Повелете.
Браво! Ви благодарам премногу и навистина сум многу импресионирана од вашата игра. Ја се надевам уште еднашка дека со ова ќе допринесеме за еден апел за вашиот врсник, за Борча Јовановски. Сите почитувани гледачи кои што го видовте ова и многу повеќе ќе имате можност да видите во Домот на армијата на 15 ноември во 18 часот. Овие млади играорци ќе играат за својот другар